Значи средина и десно отвориле фирма Infinity Sped Solution. Тоа значи дека они сега ќе бидат шпедиција на сите гранични премини, ќе имаат представништво за шпедиција, лиценцирано од царина. Сега овие сакаат да го земат бизнисот на Карамазов, кој што е 5-16 милиона евра бизнис годишен, затоа што е целосниот увоз на турски текстил оди преку овој. И они сакаат да му го земат. Овој не им го дава бизнисот. Второ, ујапол сите фирми на Карамазов, не најдоа ништо. Лани, Тошковски која беше технички министер, Тој годинава, јануари стана технички. Да, јануари. 23-та. Па не може 20, ако бил доека бил Тошковски од јануари. Па пред да биде Негде Тошковски. 14, како беше Не, јануари? Пред да биде беше Тошковски. Да. Па ако е пред техничката влада, значи декември некаде. Добро? Пред да биде Тошковски. Добро. Влегува пак, исто, УЈП, финансова полиција, ти реков ми рече сите салтанати, влегуваат пак. Пак затвараат све, зимаат документација, проверуваат и така натаму и така натаму. И не наоѓаат ништо. А му прават контрола затоа што он бара поврат на ДДВ. Добро. Он си бара поврат на ДДВ и му влага УЈП и му проверува све и нема ништо. Тоа е процедура за да може да му врати Да. ДДВ. Добро. И сега, пак за истите работи, пак сега влегуваат овие. Да, Види, не е толку. Добро, нека прават полициски акции, нема тука никако. Не, изгаси. Нема, нека прават полициски акции, меѓутоа толкава помпезност за предистрага, каде што уште собираат материјали, стварно нема никаква логика. Од друга страна сите очекувавме апсење како што најавуваше Мицковски. Апсење очекувавме на криминалите од ДУИ, на криминалците од ДУИ. Дека нели расчистуваме сега со криминалците од ДУИ. Кај се криминалците од ДУИ? Ги моли во парламент за да бидат, за да му направат, да му поминат законите. Он си кажа вчера или завчера беше на пресконференција дека И? се сретнал со Али Ахмети. Како расчистува Мицко со... Види, најголемиот акцент во предизборието беше ставен на криминалците и криминалите на ДУИ треба да ставиме крај. Па тој беше на И дека со... он ќе ги расчисти тие криминалци. Од тие криминалци ние еве во 100 дена ќе му поминат, никаква акција ништо не видовме. Оди пак Заев кај што го ја паркирал колата, одиме влегуваме да апсиме, односно да да правиме истрага. Што и Мицко таму ја паркирал колата и сите ја паркирал. Да. Пошо... И сега што Се правиме? не заедно таму. Кај се ДУИ? Ги моли? Дој у мала речица. Епа. Таму. Кај се криминалците на ДУИ? Еве, чекај да видиме. Таму не сме да оди затоа што ќе ја дестабилизира државата, да не ја дестабилизира. Ај пушти ја сликата. До нас. До нас пушти. Овој во И како портокалова. изляко и ние да сме со нив на маса. Немој жите се. Овој во ова е инаку сликано во ресторанот во Вила Парк. Во портокаловото е господинов Карамазов, Да. кај што влезе на полиција. Не е голобрадо момче. Не е го добро да момче. Господин Во Голем. средина е Ване Андреев и десно од него е Тони Менкиновски, адвокат. Па може да кажеш 20 адвокати на 20 се Заев. адвокати на Заев, да. Тони Менкиновски го бранеше Заев у кој случај? У шпион. У шпион, да. И Срамота било Чекај, ама добие. Тони Менкиновски беше председател на правна комисија на ВМРО-ДПМН. Бе, Тони Менкиновски има и фирма у Бугарија. Има и фирма во Бугарија. Чуден човек. Ване се искара со Заевци. Он се скара они, се трна. И гледаш он се трнал и фатил со овие. Сега се влезени кај овој со портокалово. Па може сака да му отворат работа на Тони Менкиновски. На Тони, за Тони. Да го брани. Може. Абе оваа приказна. Не бе, ова е веќе Овој видени Карамазов работи со како се овие. вика? Па ова Лав Толстој не може да го измисли бе. Браќа Карамазов. Ова е како да кажам. Ова е братство единство на една фотографија. Да. Се сеќаваш што викаше Тони кога објавивме за бугарските фирми? Па ти гледаш уште, он ти викаше ќе видиш ти. Ќе видиш А ти гледаш уште. Што ќе видам? Ќе кажам кој те финансираш. И кој? Кој? Па вика те финансираш Орце Камче. Еј. Еј. Пази, вика, ја го
Имаше реклама. А имаше, Ако бе, а ние нека го имавме, снима. а ние Реклама имавме има од реклами Систина. од цел холдинг. Имавме од Ја Систина, од Систина ја памтам. по Систина имаше и од Стопанска битола. Орце Капшев нити Ма има немаше врска кај со нас, Систина, он има кампања. нити има врска, има кампања. И по сите медиуми има. Многу јака работа открил. Стварно. Да. Ама не знаат за тоа, јавноста не знае дека има бугарска фирма. И инаку, да биде иронијата, Значи, поголем. вака, големата големата полициска акција денеска, која што нема врска со полициска акција, нема полиција таму. Само овој- безбедува полиција. Полицијата само обезбедува По уја службена пак. должност, Да. да. Овој е кај овој човекот што е скрос на лево у протоколовот. Кој што седи на маса со председателот на правната комисија на ВМРО-ДПМН. Види, Тони може да ги пријави, пошто кај него ја стаиле салатата, топлото мезе е на лево. И може и за тоа да ја пријават. Може. Да. Му се наљутил Иван. Им се наљутил како. Може. Деш, да. празен танјирот му е, салатата до него ја стаиле. Види, Лео Барса, абе немој ќе биде после што сум дигал руку во вторник. Немој сега слики да ти објавам. Има и слики, има и снимки, има и аудио. А шо вика? Убав не, фото. не. Да, можеш да измислиш. Сега ја сретнав Дафи на лавицата по улица, многу тоалетна имаше купено. па знаеш ли зашто? А, Па вчера се закани од влен со Трета светска војна. И А. она се спрема за рат. Знаеш, у короната тоалетна купувавме сите, она мисли дека како короната ќе биде. Загрижена. добра идеја има Митко Серафимовски, направете мајчки за во емисија со новото лого. Да, мајчки, Мачиња. со новото. Со мачињата на ВМ. Ке направиме. Што смеш? А опуштете ја Дафи на чити се. Како да не се смеем? Пушти ја. Народот у оваа држава најчест коментар на социјалните мрежи за политичари е врана на врана, очи не вади. Ја не знам што мисля, дека утре нема да помине денов и дека нема да видат дека ова е едно големо ништо, дека ќе помине следната недела, ќе им се насоберу уште некоја. И ова е точно. И ова е точно. И јас добив ваква информација. Каква? Дека ја Врана на врана, очи Не. вади. Има ја добив ваква информација дека се обидуваат, ова е еден од обидите да го превземат бизнисот од Карамазов, да му го сакале да му го превземат. Дано има фирма направено нова, не Дано, другар негов. Има направена нова фирма, сакаат да го превземат бизнисот со увоз на текстил. Значи, зашо овој го прави увозот со текстил за цела Македонија. Ме разбираш? Лани имал, например, добивка околу 9 милиона евра. Зборам нето добивка. Само од увоз на текстил. Кај е проблемот? Овие сакале изгледа да му го купат бизнисот, да му го превземат бизнисот, овој не им го дава. Ако не милом силом Да, работа. овој не им го дава Да. бизнисот и овие сакаат да му влезат. Иначе точно ова што ти го не знам кој ти го пишал, ама е управо. Точно е ова. Infinity Шпет. Да, Infinity Шпет се вика фирмата која што наводно сака да му го превземе бизнисот на Ристо Карамазов. Сега, пошто овој не им го дава бизнисот, се овие влагаат криминалната група, банда, не знам што, империјата, глупи текстови од Луки. Пуста желба да биде мафија, еј. Мафијашки е ово. Ама Петкашу, Обид за мафија. Обид за играње мафија. Петкашу мафија не бива. Па добро, обид за мафија, за тоа кажа. Страшно. Страшно. Food and Music Mac е да си жив и здрав, точно. Да, и треба да отворат шпедиција на сите гранични премини. Да, Infinity Шпед. Бесконечност. И бесконечно. Чеке да ги Тоталитаризам видите, сака. да ги видите новите газди на шпедициите во Македонија. Тачно е ова. Последната. Последната слика.
Ај ќе ги почекам уште 3 години овие да покрадат, ако не, а? Кој бе да ги Македонија, почекаме, па треба? Македонија МК Знаеш како што да ќе ти направат кажам? како што тргнаа? Одлично брат, многу убаво, прекрасно. Ја мислам дека таков перформанс нема да се случи у наредни 150 години у држава. Нема. Како да ти кажам, супер, топ. И тука Ако голобрадо ако момче. сакаш да видиш како изгледала, дој, ќе пиеме кафе, ти почна слики. Кои се овие голобради момчиња? Па тој у средина е газдата на новата фирма, Infinity Шпед. Добро. Голобрадо момче. Тој десно е Јорданчо Јанев Дана. Голобрадо момче. Тој му е баџанак на Христијан. А тој лево е Христијан. Кој имаше лоша брадичка. Имаше брадишко овие обид. двајцава десно, значи средина и десно сакаат да отворат, односно отвориле фирма Infinity Шпед Solution. Тоа значи дека они сега ќе бидат шпедиција на сите гранични премини, ќе имаат представништво за шпедиција, лиценцирано од царина. Па нека си го викнати Фрчко да ги поучи како одеше тоа. Да, бе, може. Да. Па може за тоа го врати Може од за Њујорк. тоа го врати од Њујорк. Да? Да, да. Е, сега, овие сакаат да го земат бизнисот на Карамазов, кој што е 5-16 милиона евра бизнис годишен, затоа што е целосниот увоз на турски текстил, Текстил. оди преку овој. Браво. И они сакаат да му го земат, и овој не им го дава бизнисот, и овие почнуваат сега да го притискаат на овој начин. Да тоа попушти. тоа е целата филозофија. И денеска ја Многу избрзуваат работата, пушти го Infinity Шпед. Денеска ја избрзуваат целата работа, затоа што денеска им се Да покријат срањата. Да покријат 300 денеска им глупости се што ги гаѓа направат, да. за да покријат закон за бранители, Африм гаши интерпелација, предавство на уставобранителите, Кредитот од Унгарија што треба да кредитот од Унгарија, пробине. ситуацијата во Галате, значи све да покријат со ова. И Ама они затоа си го имале припремено ова и го чекале моментот кога за да може да покријат точно во право си. и сега ја избрзуваат целата работа и од ова ќе се големо ништо. Да, Проблемот се е- тресеше, гората се роди глушец. Проблемот е што они влегуваат у приказкава, неспремни и ги инволвираат и медиумите. Значи они на медиумите им пуштаат соопштение напишано, им го пуштаат на сите го објавуваат истото, со истите грешки, истите точки, истите запирки. Истото го објавуваат, речи си сите, дури и национални телевизии го објавуваат. Истото соопштение. Е, уште еднаш доаѓаме до тоа дека медиумите веќе не се тоа што беа. Да. Дека Го што ќе објавуваат сервираат тоа одеднаш зашто пренесуваат. за да е крена темата демек империјата, криминалната империја од Струмица. Ама И никаде- одма се мисли на заеви. Да, одма се мисли Да. на Заев, а нема врска со Заев. Многу Како што јако му видовме текнало на Луке, да. Како што видовме, оваа фирма кај што влага сега наводно полицијата, не влага полицијата, влага УЈП, сега кај што влагаат е практично фирма која што е поблиска Со кланот Мицковски. со кланот Да, Мицковски, отколку со кланот Заеви. така е. Многу мизерно. Види, мизеријата у тоа што Абе за џабе. овој му е стари- комшија на Дано. Се знаат од Струмица. Седеле, ручале, јаделе заедно, се дружеле и сега доаѓаш на власт и мислиш дека си не знам си кој и правиш вакви можам да кажам слободно смешни работи, иако за тие луѓе кои што работат таму веројатно Македонија не многу пријатно. има Многу, едно- многу долно, Милош, во секој Многу случај долно. многу долно. Изгасте го. Значи, Многу ако така мизерно ќе се е ова. однесуваат со комши и со пријатели, Не само можеш со да, комши и со- можеш да замислиш како ќе се однесуваат и која перцепција да го имаат за Абе обичниот за човек. народот За тоа сакав народот, да кажам, за народот го гласаат таму пола милион. Не е мала бројка. Македонија МК, ако ме викне дека е Мицика, види. Кој да го Кажи викне? кој беше кај тебе на свадба. Кај мене на свадба, Добро бе, доста 5000 пати кај мене. ама сега он би Ако бе кажи. Ајде па. Кажи. Не бе, не за тоа, ама добро, биле шо биле. Боро. И што да правиме? тебе те чеша некој ребро, гледам. Значи, Лагади пресолт. Солба. значи на свадба кај нас бил тој што прашаш дали ја ќе му дам. Како ќе му дам кај на негова свадба женете човекот? Не дај Боже, значи треба Не дај Боже, не му Да. посекуваме такви рода.
ABS Експрес вика опасен е Мицика, замисли како го зезнал Заев, жена му купила сад 4 милиони денари и скенирала фискална, после Мицко имала пари, ќе има. Наталија учи. Што да учам, да бидам професорка сега? Не можам да бидам Не, професорка. човекот убаво кажа да ми купиш сахта 4 милиона и да ја скенираш сметката. Добра, 30.000 ќе се може. потрудам, да. Тоа сака да ти кажа. Ќе се потрудам. Нека ти ја поделат на не знам колку дела там. Пошто Ќе, само до види, 30.000 кога можеш ќе дојдам, да кога скенираш. ќе дојдам да му земам таков сад, ќе дадам на гледачите, нека Еве, скенираат. Фремо вика, само критики ги слушаме, а ние Нешто не да му текна пофалиме. да ја пофали Наталија за Шо новата да- фризура. Ако нема ништо промена на добро во ВМРО, барем Наталија направи добри промени, ето. Па Многу не ми е симпатичен нова. коментар. Да, благодарам многу на на комплиментот, на забелешката, на убавата забелешка. Сега, дај Боже, ние да не сме во право и од целата оваа акција голема на полицијата да излезе стварно криминал и стварно да фатат. Големо затајување Да, на да данок. фатат Ја големо викам, затајување. дај Боже, нека работат.